Од 1946 година па се до денеска, произведени се повеќе од 16 милиони веспи во 13 земји во светот, кои се продаваат буквално насекаде. Кога прв пат го видел изгледот на прототипот, нејзиниот нарачател, индустријалецот Енрико Пијаджо, изјавил дека ова изгледа на оса. На италијански веспа во превод значи оса. Токму од тој момент, во 1946 година, започнува и првото производство на веспата. На почетокот била ефтина, за да може да си ја дозволат поголем број на луѓе. Лесна за возење, имала скриен мотор и штитници кај тркалата со што италијанските мангупи не би се извалкале својата гардероба. Првиот бум од светски размери се случува кога веспата се појавува на филмското платно во филмот Роман Холидеј, во кој главните улоги ги толкуваат Одри Хепбурн и Грегори Пек. Веднаш после филмот се продале околу 100.000 модели на веспа. Денеска веспата е еден од најпрепознатливите символи на урбаното живење, особено во Италија. Веспата е толку популарна што представува нивен заштитен знак. И кога ќе се спомне Италија, добриот стил и веспата се првите работи кои што ни паѓаат на памет. Веспата има традиција. Веспата не е обично превозно средство. Веспата денеска представува моден додаток. Со својот карактеристичен дизајн и впечатливи бои, таа е популарна насекаде. Откако големите гужвени светските метрополи стануваат неподносливи и кога горивата се поскапи, луѓето се повеќе се одлучуваат за овој символ на стилот. И покрај тоа што се појавија разни други производители, Веспа останува на врвот. Веспата има специфичен дизајн кој нуди удобна положба и исправено возење. Заштитата од предната страна била направена специјално за дамите да можат да возат дури и со здолниште или фустан. За само 10 години од своето создавање биле произведени речиси 1 милион модели од Веспата. Љубовта кон Веспата се развила со многу брзо темпо, па уште во раните 50-ти години од минатиот век почнала да се создаваат првите Веспа клубови. Како изминувало времето, Пијаджо постојано правел подобрувања кај Веспата. Таа е символ на начинот на живот на Италија и на младите, символизирајќи слобода, мобилност и ветување за романса и авантура. За Италија, Веспата е символ на регенерација и символ оваа земја да прерасне повторно во голема индустријска моќ.